Религиите се фасцинантна тема. Централните текстови, така наречените свети списи, бројат илјадници страници, додека текстовите напишани за нив бројат 3 толку. Типичен пример за ваков текст е Талмудот, кој во себе содржи илјадници страници на коментари и толкувања од генерациите рабини, а се однесува пред се на Мојсеевото петокнижие, односно Тората. Имајќи го ова во предвид, и земајќи го фактор дека овде ќе дадеме забелешки за трите големи монотеистички религии, јасно е дека ќе се задржиме на еден мал и конкретен аспект. Бидејќи во претходното видео дадов моје објаснување на поимот теизам, овде ќе се позанимавам со тоа дали било која од овие три религии го оправдува епитетот моно. Односно, дали станува збор за религии кои имаат еден бог или станува збор за нешто друго. Живејќи во време на мас-медиуми, поп култура и пред се интернет, често се случува да она што мислиме дека е вистина за одредени работи, да го добиваме токму од овие извори, што најчесто е погрешно, додека вистинските извори, горе споменатите свети списи, ги игнорираме. Сосем е погрешно да го засноваме нашето познавање на Мојсеевите закони на гледањето на филмот 10 заповеди со Чарлтон Хестон и Јул Бринер, или за Евангелијата да се водиме од филмот на Франко Зефирели Исус од Назарет. А сепак, повеќето од нас, а морам да речем и повеќето од верниците, своето знаење и верување го базираат токму на ова. Ова видео, исто како и првото, треба да послужи како вовед и упатување на третото видео во кое ќе дојде заклучокот на темата монотеизам. Како таков, овој вовед не представува религиозна или догматска дискусија. Секој кој исповеда некој од трите монотеистички религии е слободен да го прави тоа и нагласувам, ова видео нема за цел религиозна дискусија. Она што за мене како автор е најважно е читање на конкретните текстови на кои се засновани овие религии и во светлото на тие текстови донесување на заклучоци. Нашата приказна започнува во Египет, во 13-тиот век пред нашата ера. Најверојатно во времето на владењето на еден од најголемите египетски фараони, Рамзес II. И покрај тоа што нашата нарација почнува во Египет, изворот на кој ќе ги засноваме нашите заклучоци за јудаизмот е втората книга Мојсеева, книгата Екзодус или Излез, како што е во библиите на македонски јазик. Уште во книгата Битие наидуваме на фактот дека сето поколение на Јаков Израел, односно неговите 12 синови, се наоѓаат во Египет, и тоа по покана на нивниот најмал брат Јосиф, кој бил во служба на фараонот. Она што е очигледно тука е дека живеењето на потомството на Јаков во Египет е на доброволна основа и се случува токму како награда од фараонот за добрата служба на Јосиф, кој како што дознаваме од книгата, бил негова десна рака и човек од доверба. Ова го нагласувам за да го разбиеме во установеното уверување дека евреите во Египет биле робови. Тоа во книгата Битие, каде се гледа нивното населување во Египет, го нема. А го нема исто така ни во втората книга Екзодус, каде се гледа нивното излегување од Египет. Никаде не е спомнат нивниот робски статус. Главен протагонист во оваа книга е Мојсей. Ликот на Мојсей е многу дискутабилен, во секој смисол. Но тоа сега ќе го оставиме за некој друго видео со некоја друга поинаква тематика. Овде ќе ја разгледаме улогата на Мојсей како медијатор помеѓу Јахве и израелскиот народ и што тој нивен однос значи за нашата конкретна тема монотеизам. За значењето на одредени зборови, како што се Елохим или Елоа, зборував во првиот дел и бидејќи нивниот превод предизвикува недоумици и несогласувања, во цитатите кои ќе бидат изнесени во ова видео, истите тие зборови ќе стојат транскрибирани онака како што се во мазорецкиот еврејски текст. За проверка на она што го кажувам овде, ве упатувам на страната biblehub.com, каде е достапен мазорецкиот еврејски текст
со изговор на латиница и англиски превод, со еден збор интерлинеарен превод. Линк од оваа страна имате во описот на ова видео. Јахве или Јехова е оној Елохим што му се јавува на Мојсија. Тоа го гледаме од познатата епизода со грмушката што гори, а не со горува. Особено Екзодус глава 3 стих 6. И му рече: Јас сум Елоа на татко ти, Елоа на Авраам, Елоа на Исак, Елоа на Јаков. А Мојсија го сврти лицето свое, зашто се плашеше да го погледне Елохимот. Дополнително објаснување за идентитетот на Јахве добиваме од директното прашање на Мојсија за името на овој Елохим во Екзодус глава 3 стих 14. Елохимот му одговори на Мојсија, велејќи: Јас сум оној кој вечно постои. Па продолжи: Така ќе им кажеш на синовите Израилеви: Оној кој вечно постои ме испрати кај вас. Во самиот еврејски текст е Ехејех Ашер Ехејех, односно јас сум оној што сум. И на крај, последно прецизирање за идентитетот на Јахве добиваме во Екзодус глава 6 стихови 2 и 3. И уште му зборуваше Елохимот на Мојсија, па му рече: Јас сум Јахве. Јас му се јавив на Авраам, Исака и Јакова како Ел Шадај, а со името мое како Јахве не сум им се открил. Книгата Екзодус е фасцинантна и возбудлива од многу аспекти, на кои ќе се навраќам и во други видеа. Но овде, освен за идентитетот на Јахве, ќе се задржиме само уште на оној дел во кој се содржи суштината на нашата дилема. Дали Јахве е еден трансцендентален, универзален и единствен Бог или нешто друго? Одговорот на оваа дилема го наоѓаме во глава 20 на книгата Екзодус, каде всушност Јахве ги предава првите своји закони и наредби кои ние ги знаеме под името 10 Божји заповеди. Заповедите низ целото Мојсеево петокнижие се над 600, но сепак овие 10 се многу важни за согледување на сојузот кој преку Мојсеј го имаат склопено 12 израелски племиња со овој Елохим под име Јахве. Заповедите се следни: Јас сум Јахве, Елохим твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството. Немој да имаш други Елохими освен мене. Не прави за себе идол, ниту каква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата и што е во водата и под земјата. Немој да им се клањаш, ниту да им служиш, зашто јас сум Јахве, Елохим твој, љубоморен Елохим, кој за гревовите на татковците ги казнува децата до 3-то и 4-то колено, оние кои ме мразат. Кој покажува милост на илјадници, кои ме сакаат и ги пазат заповедите мои. Не изговарај го напразно името Јахве на твојот Елохим, бидејќи Јахве нема да го остави неказнет оној кој напразно ќе го изговори името негово. Помни го денот саботен, за да го празнуваш. 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи своји. А 7-миот ден е Јахвина сабота, на твојот Елохим. Тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни слугинката твоја, ни слугата твој, ни волот твој, ни ослето твое, нити придојдениот кој се наоѓа кај тебе. Оти за 6 дена ги создаде Јахве небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден си отпочина. Затоа Јахве го благослови 7-миот ден и го освети. Почитувај го таткото свој и мајката своја, за да ти биде добро и да поживееш подолго на земјата, што ти ја дава Јахве, твојот Елохим. Не убивај, не врши прељуба, не кради, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај ја жената на ближниот свој, не пожелувај го домот на ближниот свој, ниту нивата негова,
ниту слугата негов, ни слугинката негова, ни волот негов, ни ослето негово, ни секаков добиток, ниту нешто друго кое е на ближниот свој. Од содржината на овие 10 заповеди можеме да заклучиме дека јудаизмот е монотеизам само ако го земеме во предвид фактот дека е посветен на Јахве, кој е еден. Но со оглед на фактот дека не е единствен, односно има на себе еднакви, не можеме да прифатиме дека ова е религија посветена на еден универзален, трансцендентален и сеопшт Бог, туку на еден од многуте конкретни и во крв и месо овоплотени Елохими. А ако ова не е доволно, дочитувањето на глава 20 од книгата Екзодус ни ја покажува конкретната и физичка природа на овој лик Јахве. Во стиховите 24, 25 и 26 читаме: Направете ми жртвеник од земја и на него принесувајте ми жртви спаленици и жртви спасителни, овци и јунци ваши. На секое место каде што ќе определам да се спомнува името мое. Ќе дојдам кај тебе и ќе те благословувам. Ако ми направиш жртвеник од камен, немој да го зидаш од делкан камен, зашто штом ќе повлечеш по него со сечиво, ќе го оскверниш. И да не се качуваш со стапалата до жртвеникот мој, за да не се открие на него голотијата твоја. Конкретноста на барањата е фасцинантна и дополнително ни покажува дека не станува збор за еден универзален духовен Бог, туку на конкретно битие со конкретни нутриционистички потреби во форма на овци и јунци. Остатокот на Стариот Завет изобилува со вакви примери, кои ќе ги оставиме за друга прилика. Крајниот заклучок е дека јудаизмот е посветен на Јахве, кој е еден, но не и единствен Елохим. Со самото тоа, обожувањето на еден од многуте не може во никој случај да биде монотеизам. Христијанството, онакво како што го познаваме денес во сите негови форми, католицизам, православие, протестантизам и редица други, е резултат на три основни фази во развојот. Накратко да кажеме по некој збор за сите три. Првата фаза би можеле да ја наречеме Исусијанство. И тоа е периодот додека Исус е уште жив и активно проповеда. И периодот непосредно по неговата смрт. Неговите следбеници, 12 апостоли, но и сите останати, вклучително и самиот Исус, себе си не се сметале за ништо посебно или поразлично од било кој друг следбеник на Мојсеевиот закон, односно евреи. Всушност, самите апостоли не примале никој во своите редови, ако не е евреин. Ово последното се менува откако на сцена се појавува Савле од Тарс, кој по наводната визија на патот кон Дамаск, во која му се јавува лично Исус, се преобратува од прогонител во проповедник на Исусовото учење. По оваа епизода си го менува името во Павле. Неговото учење всушност е суштинско за проширувањето на христијанството во тогашната Римска империја. Тој ги напушта идеите дека како следбеник на Исус мора да се биде исклучиво евреин и почнува своето учење за Исус да го проповеда меѓу паганите ширум империјата. Формирајќи редица цркви и пишувајќи редица посланија до истите тие цркви. Павловото учење наоѓа своја потпора во хеленистичките учења, особено во платонизмот и неоплатонизмот, со помош на кој изградува една идеализирана идеалистична слика за Исус, лик кој патем никогаш го нема посведочено со своји очи. Последната, трета фаза би можеле да ја наречеме Константинова фаза. Во 4. век, римскиот император Константин го прифаќа христијанството како официјална религија во империјата, која подоцна станува и единствена религија. Истиот тој Константин го свикува и председава со Никејскиот собор од 325 година. На овој собор во присуство на најважните епископи на црквата се поставуваат основните догми на црквата какви што ги знаеме и денес. Пред се за тоа дека Исус е Бог, односно еден од Светото Тројство, Отец, Син и Свет Дух, Никејското кредо, како и конечната верзија на Библијата. Со овој чин Константин си обезбедува религиозна подлога за сопственото неограничено владење како единствен император,
односно како Божи намесник на земјата. Во една средина, каква што била Римската империја, со долговековна паганска традиција, било многу тешко да се прифати една религија во која постои само еден Бог, кој притоа е апстрактен и нема конкретна представа за него. Истовремено ликот на Исус очигледно е граден на одредени постари пагански божества, како што се египетскиот Хорус, грчкиот Дионис, римскиот Митра и така натаму. Но ова се надоврзува збунувачката представа на тројството, во која има Бог Отец, Бог Син и Светиот Дух кој некаде се поистоветува со архангелот Габриел. 3, а сепак едно. И на крај, безбројните помали или локални пагански божества се заменуваат со христијанските фигури на светците, кои на чуден начин попримаат карактеристики и стануваат заштитници на се она на што биле заштитници нивните пагански пандани. Самите светци во одредени делови на светот имаат култ многу понагласен од оној на самиот Исус. Целиот Нов Завет е напишан на грчки јазик, иако зборува за еден еврејски месијанистички пророк, чиј мајчин јазик бил арамејскиот. Самото име Исус е хеленизирана и подоцна латинизирана верзија на еврејското име Јешуа, додека Христос е грчки збор за спасител. И додека Мешијах е спасител во строго политичка смисла, Христос има спиритуална димензија. Вистинското име на овој лик, според тогашните обичаи за именување, многу веројатно е дека било Јешуа бен Јозеф. Самиот Исус никогаш не кажува кој е по име неговиот условно земено небесен Отец. А ако ги земеме неговите зборови кажани на крстот, Ели, Ели, лама сабахтани, гледаме дека ја користи еднинската форма од Елохим, што значи упатува прекор на некој конкретен Елохим. Тројството, паганската основа на ликот на Исус, каков што е представен во Евангелијата, и на крај распространетите култови на поедините светци, се работи кои укажуваат на една паганска многобожна основа преоблечена во христијанско руво. Руво кое комплетно или речиси комплетно ги има напуштено Моисеевите закони, како што се обрезувањето кое е символ на заветот со Јахве, како што е неправењето слика или идол и како што се одредени гастрономски забрани кои ги дава Јахве на својот народ. Се во ово укажува дека христијанството е монотеизам само на име, но не и во форма. Во исламот се забележува враќањето кон изворните старозаветни заповеди. Муслиманите го практикуваат обрезувањето. Во нивните храмови нема сликовни представи. Во добар дел се придржуваат до старозаветните забрани за одредени видови на животинска храна. Исто така името за Бог, односно Аллах, е арапска вокализација на Елоа, додека самогласките се идентични, односно Алеф, Ламет, Хех. Исламот се појавува во 6 век. Тоа е од прилика времето на владењето на Јустинијан I, повеќе од 5 века од појавата на христијанството и 18 века по настаните опишани во Екзодус. Куранот, светата книга на Исламот, е многу поразлична во стилот од Мојсеевото петокнижие и од Евангелијата. Во неа, иако на основата на истите пред се старозаветни ликови и настани, се инсистира на една духовна и религиозна посветеност кон Аллах. За илустрација ви ги представувам во ведните стихови од самиот Куран. Во името на Аллах, се милосниот, милостивиот. Благодарноста му припаѓа на Аллах, Господарот на световите. Се милосниот, милостивиот. Владетелот на судниот ден. Само тебе те обожуваме и само од тебе помош бараме. Упати не на вистинскиот пат. Навистина, од овие стихови се гледа дека во исламот сета посветеност е кон Аллах и кон никој друг. Сепак, земајќи ја сериозно фуснотата во македонското издание на Куранот, каде се вели Аллах, арапски, Бог, врховниот и единиот Бог, Господар и Создател, во христијанството познат како Отецот, а во јудаизмот како Јахве. Со поистоветувањето на Аллах со Јахве, можат подеднакво да важат заклучоците искажани во делот за јудаизмот.
Ова видео е преод кон третиот и главен дел на темава. Овде само накратко обработивме кои религиозни системи ја имаат прифатено монотеистичката идеја и како ја имаат вклопено во сопствениот систем. Вистинското откровение на оваа тема следи во третиот дел. Јас сум Татунче, драги пријатели. Шалом алейкем. Мир меѓу вас. Ассалам алейкум.